Борбата со даночното затајување и сивата економија се на врвот на приоритетите за македонската влада, затоа што помалку пари под рака значат повеќе пари во државната каса. Според министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која учествува на глобалниот форум за транспарентност и размена на информации за даночни цели во Парагвај, тоа што во Македонија се уште има високо ниво на криминал и корупција, иако сме членка на глобалниот форум при Организацијата за економска соработка и развој уште од 2011, значи дека нешто се правило погрешно во минатото. The priority of the new government is fighting with corruption and criminal, and this is the only way how we can increase the revenue in our budget, because we have flat and very low tax rates, and as I mentioned, huge grey economy, based on which we decided that now it's time to decrease the grey economy in the sense of more collection of taxes. So we need to share information, we need everything that can be on our disposal. Целта на меѓународната дискусија во Парагвај е да се обезбеди размена на финансиски информации меѓу државите, односно да се има контрола врз сметките, не само на државјани во една сметка, туку и на тие кои не се. Размената на информации би вклучувала детали за финансиската сметка и детали за собственикот на сметката, а за ова да може практично да се применува потребни се закони и административна подготовка. Ваквото законско решение врз основ на кое ќе се води битката со даночното затајување и размената на информации со други земји дома, во Македонија е во фаза на подготовка, информираат од финансии. Инаку, според одредени истражувања, сивата економија во Македонија учествува со над 20% во вкупната економија. Од Министерството за финансии уште при преземање на мандатот најавија жестока борба со неа. Едно од оружјата е дигитализирање на плаќањето на даноците и следење на прометот во трговијата. Се работи на воведување интегриран даночен информацијски систем и на институционално вмрежување на клучните финансиски институции, Министерство за финансии, Царина и УЈПА.